Денеска сме на булеварот Климент Охридски, заедно со кандидатот за градоначелник на општина Центар и актуелен градоначелник на општина Центар, господинот Владимир Тодоровиќ, заедно со сега да речам поранешниот носител на советничката листа на општина Центар и актуелен советник сега веќе господинот Томислав и со господјата Ирена Мишева, актуелен председател на советот на градот Скопје и нов член на советот на градот Скопје. Целта на оваа пресконференција е да промовираме еден нов проект кој што го има во мојата изборна програма и мислам дека во изборната програма на господинот Владимир Тодоровиќ се работи за проширување и реконструкција на улицата Железничка или по новото Јордан Мијалков во должина од 850 метри. Значи тоа е од овде, од оваа улица Водњанска или Климент Охридски, па се до Кочо Рацин, значи до семафорите кои што одат горе на кај Пржино. При реконструкцијата и проширувањето од овие две ленти ќе треба да се направат 4 ленти со нови тротоари, ново улично осветлување. Значено и тоа што ќе биде заменета постојната водоводна, атмосферска и фекална канализација. И на овој начин сметаме дека ќе се зголеми проточноста и на сообраќајот во овој дел на градот Скопје. Ова јасно зборува дека и понатаму и во следната наша моја и на Владо изборните програми како приоритет останува подобрувањето на сообраќајот во градот Скопје. Значи ова е еден од низата проекти кои што ги имаме во оваа област предвидено во нашите изборни програми. Вие знаете дека предвидовме подземната сообраќајница која што оди од владата до комплексот на банки, исто така подземната сообраќајница позади Рамстор, така да се ова сообраќајници кои што допринесуваат за се премости централното градско подрачје, особено значи големиот ринг, тие одат од едната страна до другата страна на големиот ринг, гледајќи од исток према запад. Со реализацијата на овој проект сметаме дека навистина на градот Скопје, во градот Скопје ќе се подобри движењето на сообраќајот или условите во сообраќајот во градот Скопје. Извинувам, јас би напомнал дека инвестицијата за овој проект е по проценките некаде околу 60 милиони денари.